Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Денес нема да коментираме дневно политички случувања, малку повеќе ќе се фокусираме на една важна тема за сите нас, тоа е вработувањето. Драган Милосавлевиќ од здравствени причини отсуствува ово утро од нашата емисија. Се надеваме дека ќе биде подобро и веќе утре ќе ни се врати. Вируси хараат низ Скопје, но тоа е се промена на време, лошо време и така натаму. Ово утро заедно со мене е Селајдин Белјули, директор на Агенцијата за разузнавање, за вработување. Добро утро, Селајдин. Добро утро. Фала на поканата. Иницијална каписла за ова ваше гостување во Радио Лидер се новите мерки кои вчера ги промовираше владата, заедно со премиерот Мицкоски имавте пресконференција, ја следев, ќе овозможите само вработување. Може ли да ни објасните какви се тие мерки, како ќе можеме да ги користиме тие мерки, односно како ќе може граѓаните да ги користат овие мерки? Да. Само вработувањето не е нова мерка, е стара мерка, оди како мерка активна во Агенција за вработување повеќе години. Меѓутоа ние оваа година со помош на кабинетот на премиерот и со помош на колегите од Министерство за економија и труд успеавме да направиме модификации и прераспоредување на средствата од буџетот, кои што ќе подразбираат фокусирање на младите во отварање на нови бизниси. Значи се става фокусот кај младите лица до 29 години. Политиките нашите, на владата и нашите се разбира, тоа се исти политики, се младите да се задржат што повеќе во државата. И ние дојдовме до заклучок дека и не само ние, туку се тоа и истражувања, научни кажувања, искуства од други држави. Има една работа, ако младите што порано се вклучуваат на пазарот на трудот, шансите они да бараат она, како народски кажано, друго чаре за нивна екзистенција се помали. Што подосна тоа го направат, нели они во тој период се во таква возраст што бараат екзистенција, бараат работа и така натака. Затоа младите лица ги ставивме во фокусот целиот оперативен план, а исто така и меркава која што ја спомнувате вие, предвидува за млади лица до 29 години да ги поддржиме со финансиски средства во износ од 10.000 евра. Значи, доколку некој кој е до 29 години одлучи да направи било каков бизнис, значи не важат ограничување за ова или за она? Не, важат, има некои ограничувања во овој дел, а тоа се работи за бизниси со транспорт, бизниси со обработка и употреба на оружје, така. Да, тие не може за некои дејности, 2-3 дејности и земјоделство, поради тоа што таму има веројатно поддршка од друго од ИПА фондови и така натака, и ние заклучивме дека подобро да се насочат младите и другите во тие фондови кои што се многу покорисни за младите луѓе кои што сака да се занимаваат со земјоделство од ова. Значи, доколку имате до 29 години, можете да аплицирате и ќе ви дадат помош од 10.000 евро од Агенција за вработување. А каква е таа помош? Наменска, ненаменска? Наменска е. Само да не заборавиме за вашите слушатели и за сите граѓани што не следат и не слушаат, да кажеме една важна работа е тоа дека сите мерки се наменети за невработени лица, активни баратели. Значи, услов е за учество во мерките е едно лице кое што ќе аплицира да е невработено лице. Само ние ги поддржуваме. Значи, например, доколку некој работи
би требало да си даде отказ и да биде невработен. Па не препорачувам, ако веќе он работи... Па може би не е задоволен од своето работно место, од тоа колку заработува и има идеја за нов бизнис, стартап или нешто слично. Па тоа секој си одлучува индивидуално за себе. Колку месеци треба да е барател на работа во агенцијата за вработување за да може да ја добива? Нема ограничување. Нема ограничување. Значи во моментот кога аплицира за учество во мерката, треба да е активен барател на работа и со тоа си влегува во оној процес на селекција. Не секој што ќе аплицира ќе добие. Затоа ги повикувам и младите, ама и сите други невработени лица кои што ќе аплицираат на овие мерки. Особено оваа мерка што ја кажуваме сега во самовработување каде што се основа фирма, пред се е многу важно да не се гледаат само тие 10.000 евра. Ние ги мотивираме да учествуваат, меѓутоа им укажуваме и на тоа да имаат јасна бизнис идеја, да имаат јасен план, затоа што врската во смисла на основање фирма, обврските се големи. Да се заснова фирма, потоа има и одговорности. Значи, треба секој месец плата треба да давате. Треба да има јасна слика. Доколку имаат конкурентни бизнис идеи и направат добар бизнис план, тогаш ние во смисла на консултации ги мотивираме да продолжат на така. Доколку не е така, да не гледаат само 10.000 евра да ги земат, да основаат фирма и понатака. Тоа место да им служи како потик, да не успеат во... Велите дека се наменски овие средства, како тоа, не знам, со закупување на опрема, закуп на објект или може да се ги користат и за ликвидност средствата, како изгледа таа наменска Не, ликвидност, не знам, за ликвидност не треба, зашо уште не се почнати со бизнисот. Обично тие средства бараме вака оди процесот. Апликација, се пополнува еден прашалник кој што е квалификацијски, се рангираат. Значи во тој прашалник подобрите поминуваат, тие што не се добри се одбиваат на некој начин. Продолжуваат, таму имаме предвидено една обука за предприемништво, каде што невработените лица што не се аплицирани ги повикуваме, ангажираме стручни лица, кај што тек на 3-4 дена ги запознаат со основите на бизнисот, со основите на одговорностите што ги превземаат, разни процедури во водење на фирмата. После тоа на сите тие лица што успешно го поминуваат тој прв чекор, им определуваме или они определуваат сами консултанти заедно со кои невработените лица почнуваат да прават бизнис план. И со нивна помош, значи со помош на консултантот, определен или од наша страна или од нивна страна, бизнис планот си е готов и оди понатака во проценка од страна на експертска комисија. Експертската комисија се именува од страна на Агенција за поддршка на предприемништво и составена е од 3 члена. Оваа година со директорката на Агенција за поддршка на предприемништво имавме еден состанок и разговаравме околу можноста да направиме повеќе комисии за да процесот на давање на гранти и одлучување биде побрз. Во тие бизнис планови експертската комисија ги бодира според таму деловите на бизнис планот што ги имаат од нивна експертска гледна точка и тие бизнис планови како такви после ги се рангираат. И не сите поминуваат само подобрите бизнис планови, подобрите идеи и така натака. На крајот тоа што ме прашавте дали опрема, дали основаат ова, кажи го, правен субјект. А ова, значи, се оди пред да се основа воопшто правниот субјект. Прво, значи, тоа да им расчистиме многу важно. Вие
не трчајте да основате фирма. Прво поднесувате, па после на крајот од процесот. На крајот од процесот, кога веќе се рангираат и се добитници на грантот, така го нарекуваме ние популарно, тогаш доаѓаат, подпишуваат, прво одат, основаат фирма, доаѓаат кај нас, веќе како правен субјект, подпишуваат договор, каде што превземаат некои обврски, зашто ние даваме пари од буџетот на агенцијата и имаме обврски и ние и добитниците. Какви обврски подпишуваат? Дека нема да ги злоупотребат парите и така натаму? Не, дека наменски ќе ги користат парите, не дека ќе злоупотреба, туку ние ги обврзуваме овие лица, добитници на овие грантови, основачи на вакви фирми за самовработување, да бидат активни најмалку 2 години. Активни значи да имаат ова, кажи го, промет на средства во нивните сметки. Дали има услов да бидат осигурани, што е нормално? Не треба они треба да си исплатуваат плата, да плаќаат приноси. Доколку тоа не се случува, ние реагираме во смисла на одбрана на обврските што ги имаат они, зашто на таков начин го браниме и она што се вика наменско трошење на буџетските средства. Од кога ќе почне проектот? Од кога веќе ќе може да се аплицира? Само да завршам за опремата, зашто ме праша, тоа е битно да знаат нашите граѓани, вашите слушатели. Набавката, средствата кои што ние ги доделуваме на невработените лица за основање на фирми, се наменети за набавка на опрема и репроматеријали. Значи, они пред да исплатиме ние, ни доставуваат фактури кај нас за набавка на истата опрема која што стои во спецификацијата на бизнис планот, кој што они веќе претходно го направиле со консултантите нивни. Так. И според тоа прават и фактури, и на тие фактури ние после исплатуваме средства, тие средства после легнуваат директно на некоја посебна сметка на веќе правниот формиран субјект, меѓутоа не се на располагање нивно, туку се исплатуваат кон добавувачот на опремата и материјалите од нивна страна. Веднаш тие пари се префрлуваат до добавувачите. Како што ме прашавте од кога ќе може да почнеме почне да ја не можам 33 години имам, но оние кои и вработен сум. Не исполнувам и потоа ќе разговараме дали не е фер ова за оние што основале фирми без помош која имале помалку од 29 години. Убаво е прашањето, еве одма ќе одговориме. Јас ова компанија ово утро каде што го правим интервјуто ја основав на 27 години, бев невработен и не добив никаква помош. А може и мене ќе треба да ми дадете 10.000 евра, пошто тогаш не сте ми дали. Ретроактивно не даваме. Ретроактивно не. Не фер до не дека ја не сакам тебе да ти дам, туку нема можност да се придржуваме. Нема законска можност. Нема законска можност. Ама убаво ви е прашањето, се надврзува со ова што кажавте, кога ќе бидат објавени. Се имаме една друга процедура. Откако документот ова оперативен план за активни мерки и услуги за вработување поминува на влада, ние чекаме еден период кога од Министерството за економија и труд го доставува целиот документ у Комисија за заштита од конкуренција во смисла на испитување на од аспект на лојалност, нелојална конкуренција. Так. Разбирате. И во моментот кога стигнуваат решенијата од страна на Комисија за заштита од конкуренција, тогаш ние ќе почнеме да објавуваме повици. Кога точно не знаеме, се надеваме што побрзо, за да побрзо и завршуваме со активностите до крајот на годината. Ама тоа е дел од работата на Комисија за заштита од конкуренција и тука се надеваме најбрзо. Па да, например, се некој радио ако отвори да ни стане нас конкуренција со 29 години со државна помош, можеби тоа треба да се разгледува и случај до случај. Да, тоа го прави официјално и законски Комисијата за заштита од конкуренција. Ако они да зелено светло, тогаш ние со тебе, Да, нема никаков проблем. Ние со тебе сме на чисто, нема што да ти се правдаме, тоа е Комисијата за заштита од конкуренција. Вели дека никој не нарушува конкуренција. Да. Колку лица во моментот спаѓаат во категоријата која ќе биде подобна за овие грантови?
подобна. 18-19 илјади од прилика соопшти премиерот Мицкоски вчера. Не, 16.000 ќе бидат опфатени со целиот документ. Целиот оперативен план. На толку ќе се дадат. Не, ама не грантови. Зашто немаме само вработување во оперативниот план. Добро. Има и други мерки. Другите мерки да ги... Па тие може да ги разговараме, само што ќе треба да направиме серија на емисии. Вака начално да ги спомнеме само. Па да, можеме да ги спомнеме, зашто и тие се важни нормално, ова предничино има и други мерки. Да. Кои се? Има, значи ние ги групираме, овие активни мерки ги групираме во два дела. Еден дел се активни мерки кои што водат кон директно вработување. И можеме да се гордееме и да кажеме да се фалиме како агенција за вработување, дека ние годишно вработуваме, значи тоа е директно вработување меѓу 3500 и 4000 вработување, плюс тие индиректно што ни одат преку други мерки. Директни активни мерки кои што водат кон директно вработување е оваа што ја зборевме и надевам нешто од содржината на таа мерка и објаснивме. Не, нешто се објаснивме, Да. чекаме да се пушти повикот и може сите млади од Македонија да аплицираат кои се невработени, да. Друга мерка ни е вработување и раст на правни субјекти. Таа мерка, во таа мерка веќе сега се вклучуваат и работодавачите. Добро. Крајни корисници ние обично ни се јавуваат невработените лица и работодавачите. Во првата мерка се само невработените лица. А кај работодавачите какви подобности им нудите со втората мерка? Работодавачите со оваа мерка може да вработуваат невработени лица, а ние како награда за тоа што вработуваат невработени лица, да кажеме, како поддршка, тоест тоа е повеќе поддршка отколку награда, им доделуваме парични средства во износ, да кажеме, пак тука во фокусот се младите лица, на младите лица, за младите лица по за едно вработување на работодавачот што ги исполнува условите, се разбира, планираме да доделиме 250.000 денари. Обврската на работодавачот е да го задржи тоа лице во работен однос во период од 18 месеци. А што доколку лицето одлучи да се одие? Треба да ги врати? Работодавачот има обврска да го замени со друго невработено лице. Доколку не го направи тоа, тогаш ќе треба да ги врати средствата што ние сме му ги доделиле сразмерно на периодот кој што тоа лице не му е во работен однос. Значи околу 250.000 денари. Поддршка колку вкупно досега, односно во оперативниот план колку вработување се планирани со оваа втора мерка? Со оваа втора мерка се планирани 1500 вработувања. Само вие две ги поминавте во оперативниот план или имате повеќе? Во која смисла во разговорот, дали ги поминавме само вие две? Не, дали има и други мерки освен само вработување и вработување или на лица кои се невработени па да се исплатат пари на работодавецот? Какви други мерки постојат? Има една мерка која што е поддршка за вработување на лица со посебни потреби. Таа постои. Таа постои одамна, се врзува со посебниот фонд, таа функционира на основ на закон и тоа е тоа. Колку баратели има во овој момент за вработување, односно колку невработени лица во држава активно бараат вработување? Активно бараат вработување, морам да истакнам во последно време дека бројот на невработени лица е во пат. Во моментов последната ние немаме статистика, евиденција, бројката наша покажува дека се 94.700. Само 94.000 луѓе активно бараат работа, а се невработени. Да. И само морам
да кажам, Лјупчо, дека нашиот број што го даваме не е официјален број за број на невработени. Да, тоа е од Завод за статистика. Завод за статистика има поточни податоци и ние се придржуваме на тие податоци, ама овој број на невработени лица се поклопува. Еве, јас ќе кажам најискрено, сум бил невработен во животот и никогаш не сум се пријавил за вработување во агенција за вработување, да одам таму и да се пријавувам да барам работа. Не знам ни како изгледа тоа. Да бидам најискрен со вас, се соочувате ли со тоа да нема култура луѓето нели преку агенција за вработување да бараат работа, едноставно директно на пазар да се аплицираат по огласи и слични такви работи? Сметате ли дека треба поголема едукација на луѓето на важноста зошто, еве, жаргонски речено, да идете да се пријавите на завод? Па едукација не би кажал, туку ова што го потегна тие по интересен и по крупен проблем, може би ние и во агенцијата и во склоп на владата и други инстанции треба нешто да подработиме повеќе за да ги убедиме невработените лица и тие што се на евиденција и тие како вие што кажувате дека никогаш не сте дошле, туку секогаш сам сте се наоѓале и за работа и за све. Ние да направиме таква организација, такво структурно поставување, таков некој имидж, значи треба да се направи. Ние сега кај одреден број на невработени лица имаме имидж, ама да се прошири тој имидж, дека стварно и вистински агенцијата за вработување се занимава со невработените лица, ги третира нив преку разни услуги и на крајот со соработка со стручните лица од агенцијата за вработување, невработените лица стварно доаѓа до работен, односи се вклучуваат во пазарот на трудот. Има тенденција дека се повеќе и повеќе паѓа бројот на невработени, како што велите, но тоа се должи на повеќе фактори. Еден од факторите е тоа што имаме намалена демографија во земјата, семејствата се помали и помали, и сега, ако во 70 се раѓале по 4, по 5 деца во семејство, сега се раѓаат максимум по 2, тоа го намалува бројот на популација. Во исто време имаме процес на иселување константен во изминатите 30 години. Само 90.000 луѓе бараат активно вработување. Има ли работодавците веќе велат, ние имаме проблем, не можеме да најдеме работна сила, особено овие што работат на инфраструктурните проекти, тие велат ќе мора да се увезуваат, ако не веќе почнале, вработени од странство. Прашањето ми е, има ли Македонија доволно човечки ресурси за економски да расте? Односно, има ли доволно лица за да се задоволат потребите на пазарот на трудот? Какви се вашите анализи? Соработувате ли со компаниите на ова, условно кажано, на овој увоз на работна сила? Како изгледа постапката таму? Да. Овој е проблем, не е македонски, не е проблем во Македонија. Овој е регионален, европски, па и во светски рамки во многу земји е проблем, освен во некои други земји од кај што се увезуваат. Структурата на невработените кај нас, еве да го кажам во вашата емисија, зашто тоа не се работи кои се кријат, тоа се податоци кои што се такви. Она што спомнавте дека работодавачите увезуваат работна сила, навистина јас наоѓам две причини. Едната причина во смисла на тоа дека да, ние не успеваме и немаме на евиденција на невработени лица, такви профили на луѓе, работници и стручњаци, кои што им се потребни на работодавачите, за да успешно и нормално го водат нивниот бизнис. Од една страна е тоа фактор, ќе го објаснам зашто е тоа така. Од друга страна, мислам дека има и некоја мала
уште една мала причина, нека ми простат работодавачите, ама веќе е време, а мислам дека се почнати, да ги плаќаат своите вработени работници со повисоки плати, подобро порано него тоа. Не слушајте ви ова. Пошто имам овде вработени. Не, сега сите нека слушаат. Да, сите нека слушаат. Се шегуваме нормално. И тоа се мислам дека тие се двете причини. Првата причина на дека не наоѓаат, а ние имаме 94.000 невработени лица, а таму не наоѓаат овие соодветна работна сила. Тоа се должи на структурата на невработените лица. Таа структура, што е на евиденција кај нас, околу 61% се со основно или без основно образование. Значи 61%, како му доаѓа таа бројка цирка 50 и нешто 1060, 53-4 значи се без основно или со основно образование. И таму не може работодавачите да извлечат соодветна работна сила, со соодветни вештини и знаења кои што ќе работат кај нив за стварување на профити и така натаму. Селејдин Белјули, гостин во Радио Лидер. Почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел, во кој ќе продискутираме уште малку за пазарот на трудот, барателите на работни места и слично. Почитувани слушатели, се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Не заборавајте да се предплатите на нашиот YouTube канал. Надминавме вчера 10.000 предплатеници. Општо славие ви најавувам во наредните денови, а за оној кој ќе биде 20.000 предплатеник на Радио Лидер каналот, ќе следува некаков giveaway од наша страна. Сега треба да видиме, тоест кога ќе стигнеме до 20.000 ќе влечеме од сите, па ќе доделуваме некаква добра награда. Веројатно. Мој гостин ово утро е директорот на агенцијата за вработување Селејдин Белјули. Белјули, кажавте дека поголем дел од оние кои бараат работни места се без соодветно образование, односно се само со основно, голем дел од нив, или со средно и така натаму, но за тие луѓе да станат материјал плоден за вработување, односно за да бидат за да може да бидат вработени, за нив е потребно одредено образование, доквалификација и така натаму. Имате ли мерки за оваа работа за да им се помогне на овие луѓе за да станат квалификувани? Да. Тоа е многу важен дел од нашата работа. И не дека е само важен за нашата работа, туку е важен и за државата, за работодавачите, за економијата и така натака. Оваа структура на невработени лица која што ви ја објаснив се состои од 60%, 67% со основно или без основно образование. Ние правиме напори преку разни обуки да ги подготвиме тие невработени лица или да им овозможиме, подобро да кажам, да се стекнат со одредени вештини, на основ на кои тие ќе бидат поатрактивни на пазарот на трудот и еден ден активно да се вклучат, тоест да се вработат на пазарот на трудот. Затоа ги повикувам сите лица невработени кои што не поседуваат такви вештини, кога ќе ги објавуваме активните мерки кои што вклучуваат разни обуки, таму каде што мислат дека можат да се оспособат, да се пријават, да учествуваат и со тоа ќе стекнат вештини на основ на кои полесно ќе можат да се вклучат на пазарот на трудот и ќе станат по-атрактивни на пазарот на трудот. Тоа е само начинот како можеме тој дел од таа структура на невработени лица да ја вклучиме во пазарот на трудот. Ние во оперативниот план што го зборувавме од почетокот на емисијата и вчера на промоцијата заедно со премиерот и
министерот вклучува и такви мерки. Пример, таква мерка е обука кај познат работодавач. Во таа мерка имаме предвидено таму негде 250 невработени лица да бидат вклучени. Само напоменувам, ако имаме ние интерес, особено за обуки, и од страна на лицата, и од страна на работодавачите, ние имаме можности и механизми со пренамена на средства да обезбедуваме понатака средства. Значи, не дека не ни се неограничени средствата, но ние имаме можности за прераспределба на средствата, пренамена на средствата и да обезбедиме, особено кога ако има интерес за обуките од двете страни, тие пари да ги насочиме. Кој ги организира овие обуки? Обуките вака. Обуките можат кај една мерка се организираат кај самиот работодавач. Значи, склучуваме договор со невработеното лице, со работодавачот. Значи, сега, например, извините, ние имаме потреба од новинар, да речеме. И не може да најдеме новинар подолго време, и ние ви пристапуваме вам и велиме, најдете ни човек кој ние ќе го обучиме да биде новинар. И вие ни наоѓате невработен, кој има некакво образование и така натаму, и го земаме и го обучуваме овде. Така изгледа тоа. Да, еве, ја би рекол, ви треба, на некоја фирма му треба заварувач. Затоа што е меѓу дефицитарни, да, занимања на пазарот на трудот. Ние организираме обуки за побарувани занимања. И во тие обуки, кај таа мерка, зашто ова е друга мерка за обуки. Ова што ја спомнав е друга, тоа е врзано со работодавачите. А ова е врзано со спроведувачи. Ние во соработка со Министерство за образование, Центар за образование на возрастни, ние сме таму, Министерство за економија и труд, секоја година правиме анкета и ги наоѓаме побаруваните занимања на пазарот на трудот, и тој заварувач и лице што сака да биде заварувач се пријавува во огласот кога ќе го имаме за обука за заварувачи и за други занимања, како фризери, разни вештини во градежништвото, така натаму. Значи така изгледа таа обука, а за оние кои се обучуваат во компаниите, кои не се со, нели, преку овие едукативни центри, каква помош добиваат компаниите? Компаниите добиваат... За да обучат некого? Да, компаниите добиваат 25.000 денари во период од 3 месеци колку што трае обуката. Значи не месечно, туку вкупно 25. Тие средства ги пресметуваме во смисла дека му помагаме на работодавачот, затоа што он во тој период веројатно има некои трошоци, материјални, знаете... А тоа лице кое е на обука, како е заведено? Како вработено, како лице кое се обучува? Тоа е невработено лице кое што е на обука, според официјален договор што го потпишуваме со работодавачот и со него, и оди на обука. И исто така лицето кое што оди на обука, ние го поттикнуваме со 12.000 денари месечно. Удаваме со 200 евра. Да. Па да има за пауза, да има нешто за патни трошоци и така натаму. При тоа не им го симнуваме правото на користење на парично надоместо како има, ако користат социјално, паралелно си ги користат и овие средства за обука и тие средства што ги стекнале по основ на овие закони. Во каква, вие сте, нели, од поминатите избори сте директор на оваа институција, претходно сте работели таму и во други институции, но во каква состојба ја затекнавте институцијата, Агенцијата за вработување? Кои ви се главните предизвици? Дали некој можеби и вработени фалат и во Агенцијата за вработување, што е, нели, оксиморон сам по себе, кај оние кои треба да вработуваат да фалат вработени? Во каква кондиција е? Бирократијата функционира ли? Вака, јас сум во принцип човек кој што многу не сака да критикува и да зборува за претходните, повеќе
се концентрирам на мојата работа и тоа што ни е задача ние да го постигнеме како успех. Ама за волја на вистината затекнавме една состојба каде што собрани предмети, нерешани предмети, непревземање иницијатива, пример за измени и дополнување на некои закони, зашто и регулативата понекогаш си ги, за да направиш некои активности, претhodно треба да менуваш и закони. Таму сум забележал дека биле пасивни во тој правец. Ние заедно со моите стручни служби, зашто ја тоа сам не го правам, туку го прават стручните служби. Имаме иницијатива за измени на закон за вработување и осигурување. Имаме иницијатива за измени на законот за вработување на странци, тоа што спомнавме за работодавачите. И пошто овој документ е примарната дејност, мојата идеја, мојато убедување дека ако сакаме да направиме некоја промена, агенцијата да изгледа поинаку и подобро, сега да не кажам дека било лошо, ама да изгледа подобро, не подобро, туку многу подобро, ние треба да се концентрираме, ама со помош на влада, министерство и сите други инстанции што ги дефинираме како влада, да се концентрираме на обуките и услугите за вработување. Зашто услугите не ги спомнавме до сега. А се е многу важен дел, многу важна алка во нашите активности што ги спроведуваме во агенцијата. Како изгледаат тие услуги? Вака, значи услугите по природа се многу врзани со успешноста на невработеното лице во вклучување на пазарот на трудот. Услугите за вработување се многу важни затоа што доведуваат до добри резултати, особено во делот на обуките, кои што спомнавме дека преку нив треба оваа маса на луѓе да ги активираме, да ги обучиме со разни вештини и така натака. Услугите се мотивацијски обуки, кариерно советување, професионална ориентација, посредување при работа и други некои се не ми текнува, ама овие се тие. И некој ќе каже, па што мотивацијски обуки? Бидејќи се работи за структура на невработени лица, кои што се со тоа образование кои се, може би не по нивна вина, Лјупчо. Значи, ја не ги обвинувам невработените лица, што се соосновно или безосновно, дека се тие нешто криви, зашто се еве во таква ситуација. Услугите кај овие лица е многу важно индивидуалниот пристап или барем групниот пристап во мали групи. Да се седне, да се разговара, што планираат, да се мотивира да учествуваат во обуките, да се мотивира да прифатат работа кај одреден работодавач кој што има отворен оглас за вработување и така натака. За сето тоа да го постигнеме ние еден ден да дојдеме во таква позиција и состојба како што јас сега кратко ја опишувам и ја замислуваме, не само јас, тоа има и други луѓе што така тоа го кажуваат и го замислуваат. Мислам дека во наредниот период ќе ни требат и поголем број на извршители во агенцијата за вработување во смисла на реализација на овие активности. Селејдин Белјули, директор на агенцијата за вработување, ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека успеавме граѓаните да ги информираме добро за овие мерки и да им помогнеме во само вработување, односно во наоѓање на работа, во обука или во нешто случај. Имате навистина важна работа вработувањето, трудовите односи се многу важен елемент од едно општество и доколку тука се утне, може да ни се случи вакво масовно иселување, какво што и ни се случува во изминатите години, токму затоа имаме и проблем. Што да ја прашам, они од странство кои доаѓаат да работат, вие повторно преку вас оди тоа како изгледа? Тоа е веќе друг закон регулирано со тоа. Мислам овие двајца непалци да ги сменам, па сега да видам како тоа изгледа. Па не знам дали. Да, не, добри се,
тоа се прави на основ на два закони. Еден закон е закон за странци, кој што е во надлежност на Министерство за внатрешни работи, и друг закон е закон за обработување на странци, кој што е во наша надлежност. Дел од процедурата на ова, кажи го, обработување на граѓани од други трети земји оди во Министерство за внатрешни работи, а дел оди кај нас. Накратко, делот што ние го завршуваме, фактички е врзан со проверка на пазарот на труда. Доколку еден работодавач бара заварувач, што го спомнавме преска како едно од најдефицитарните занимања, и ние во нашата евиденција, кога ќе провериме, ќе наоѓаме дека нема заварувач, тогаш на тој работодавач за одредено лице од било која земја. Колку е плата на еден заварувач од прилика? А не знам, тоа се статистики, ама не верувам дека се мали. До 1000 евра ќе стигне? Верувам дека добар заварувач и повеќе. Па да фатам ја да се преквалификувам. Интересно. Значи не е дека нема работа, туку ние немаме работни, ние немаме квалификации за да имаме добра работа. Види, тешка работа е, тоа не е лесна работа. Сега секој треба да одлучи за себе каде и што ќе работи, за колку пари. И потоа вие истражувате доколку има потреба за такви работни места, дозволувате некој од ние даваме мислење. Да. Мислењето може да е негативно, а е во случај ако имаме ние од домашниот пазар такво лице, ќе кажеме земи од нашиот пазар на труд. Ако нема, ќе кажеме позитивно мислење, повели земе. Делот на МВР, тоа со колегите од МВР. Ви благодарам многу за вашето гостување, се надевам дека убаво ви објаснивме, почитувани слушатели, а вие, еве, никогаш не е касно да се стане заварувач. Има многу, на запад ги викаат овие трейдс, односно занаети, кои и таму се дефицитарни, и сегде се дефицитарни, а ние некако сите сакаме да бидеме правници и економисти.